Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски, во кој денеска ќе разговараме како продолжение на она што го разговаравме во текот на вчерашниот ден, односно тоа се резултатите од акцијата Тврдина, која што вчера во 11 часот на пресконференција од страна на специјалното јавно обвинителство беше објавена и каде што беше побарана подоцна мерка притвор за Горан Груевски, односно началникот на петтата управа за безбедност и контраразузнавање, и која што притвор и се случи. Значи, темата денеска за која што разговараме падна и првиот официјален притвор каде понатаму со кризата. Но пред да продолжиме ние да разговараме, ќе одиме со прилогот на колегата Христијан Баневски, токму како последна информација по однос на разврската на она што беше испитување од 9 часа сослушување на осомничениот и прилогот кој одеше досна синоќа на полноќ. Судија на претходна постапка изрече мерка притвор во трајање од 30 дена на првоосомничениот во акцијата Тврдина Горан Груевски, инаку началник во управата за безбедност и контраразузнавање. Судот вчера го одби барањето на специјалното јавно обвинителство за претрес во домот на Груевски, кој се сомничи за уништување на опремата за прислушкување на МВР, но денеска тој околу 13 часот заедно со своите адвокати пристигна на распит во кривичниот суд. Распитот траеше околу 9 часа, а неговите адвокати го напуштија судот околу 21 часот и 15 минути, накратко соопштувајќи дека распитот е завршен и се очекува судот да донесе одлука како ќе постапи по барањето за притвор на специјалното јавно обвинителство. А околу 22 часот и 30 минути беше забележено зголемено присуство на единиците Алфи, кои 20 на минути подоцна го спроведоа со лисици. За останатите осомничени не беше побаран притвор. Наместо тоа, второ, четврто и пето осомничените им беа изречени мерки за предпазливост, односно забрана за напуштање на престојувалиште, одземање на патна исправа и обврска за јавување во судот за потврда на присуство. Истите мерки, освен последната, и беа изречени и на трето осомничената Гордана Јанкуловска, поранешен министер за внатрешни работи, која се сомничи за злоупотреба на службена положба. Затворската казна за ова дело изнесува од 5 до 20 години. Така, тоа е кратката информација на колегата Христијан Баневски. Темата веќе долго е испишана, падна и првата мерка притвор, првиот официјален прочен притвор и каде понатаму со кризата. Колешката пак Христина Беловска за денеска во Дневникот во 17 часот спрема извештај за следот на настаните во текот на денешниот ден, каде што адвокатите на началникот Горан Груевски го обжалија 30-дневниот притвор кој досна синоќа го изрече судијата на претходна постапка Јован Лазаревски. Истиот судија што претходно го одби барањето за претрес во домот на Груевски. Рано утрото жалбата ја пратија до Кривичниот суд и специјалното јавно обвинителство, на потек е сега Кривичниот совет. Откако предметот ќе биде комплетиран со жалбата и одговорот на жалбата од специјалното обвинителство, Кривичниот совет во состав од тројца судии ќе треба да донесе одлука во рок од 48 часа. Советот донесува одлука дали ќе го потврди притворот на началникот Груевски или ќе го пушти на слобода. Судијата Лазаревски одлучил притвор по предлог на специјалното обвинителство поради страф од бегство, можност дека би влијал на сведоци или дека може да уништи докази, велат судски извори. Во меѓувреме, специјалното обвинителство до Кривичен суд поднесе предлог да и биде одземен пасошот и на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и уште неколку мерки на предпазливост за неа и уште двајца началници во управата за безбедност и контраразузнавање и еден архивар осомничени во акцијата Тврдина која беше соопштена вчера. Судијата на претходна постапка пред да одлучи по предлозите утре најверојатно ќе ги повика на сослушување осомничените. Инаку вчера Груевски по маратонскиот распит го напушти судот со лисици на рацете и ја помина вечерта во притворското одделение во Шутка. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова ние човек да се радува, ние да жали. Затоа што кај нас се е можно. Меѓутоа, ако постапуваат по закон, ја не сум правник, јас сум обичен граѓанин. Ако постапуваат по законите, ова би требало да продолжи понатаму, да се оди по законот и да се види што е, како е. Има истражување, има се понатаму. Не се само овие четворица сега. Тоа мора да била цела цета која што работела на ова
овој предмет или ова дело, како да го речам. Меѓутоа, да се надеваме дека на сите ќе допре совеста до глава, за еднаш веќе да излеземе од овој мрак во кој што ова врхушка државна, уствари ова партиска врхушка не доведе не од ВМРО само, цел македонски народ. Мислам дека е редно веќе да завршиме и да се спроведат на вистински кредибилни избори и да видиме кој каде е. Затоа што ова не сега, не оваа година со бомбите. Ова се провлекува веќе 10 години. Народот е изморен и гладен. Благодарам за отстапеното време. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Огнен поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Вака, падна и првиот официјален притвор. Замислете сега колку е искривена ова општественава свест кај народов во врска со правдата, кога ние се радуваме на прв официјален притвор. Првиот официјален притвор, кој што е даден на човек кој што направил големо кривично дело според она за кое што се товари, односно осомничене, нели, не е докажано, е ударна вест. Не беше ударна вест оној човек што крадеше кебапчиња, па отиде во притвор, ама глас не се слушна за него. Казна плати човекот што продаваше 20 коприви, огромна, па за него не се зборуваше ништо. Кај нас и едниот и другиот беа тема на емисија. Не во тој смисол. Така. Зборувам како јавност. Значи, така да, јавност. добро. Сакам да кажам, дисторзијата колкава е кај нас донесена да се радуваме на еден обичен притвор кој што денеска може би и оној совет, доколку се јави Николче таму, може и ќе му е укинат казнава притвор. Каде понатаму со кризата, да завршам, да не одземам време. Каде понатаму со кризата, доколку се продолжи да се работи со судии кои што сепак имаат доглед во судството, да си ги вршат работите како што треба, кризата се повеќе и повеќе ќе се намалува и ќе дојдеме до стадиум каде што изборите ќе бидат еден обичен празник за народот, да излезе, да си гласа за опцијата која што сака. Доколку продолжи врхушката на ДБВН да врши притисоци врз судството, кризата само ќе се зголемува и ќе се продлабочува, а мислам дека тие тоа и го посакуваат, затоа што во ваква ситуација во нивен интерес е тоа да биде. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Оно што го гледав на вестите и кај некои слушатели, можем да заприметам од обичниот жаргон кој го употребуваат во смисла спрема ВМРО, криминална банда, не знам, багра. Тоа само говори за стилот на СДСМ, како планира да ја практицира власт. Она уставното правило презумпција на невиност воопшто не важи. Односно, право и правда е се она што функционерите од СДС ќе го кажат. Оттам, кој ќе завршат изборите, не Катица, не свети Катица, не СДСМ, не свети СДС. Народот е најголемиот. А сега продолжите да се забавувате. А вие мислите дека овој притвор кој што беше даден синоќа? Добро, значи не мислите. Добар ден, велам кому, повелете. Добар ден, повелете, ве слушам, да. Јас во врска со првиот притвор ќе кажам следно, дека човекот што е таму, дај Боже да преживеете, на владеачка партија не му одговара тоа да преживеет, зашто деликатна е работа, зашто тој човек може да работи, може и да каже. Лично тие може да го ликвидират. Му посакувам добро здравје. Поздрав, све најгоре. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се чудам на овој претходникот не кажа збор колку толку да каже, дали е нормално опрема стара 6 години вие да платена 10 милиона евра така лесно да ја уништите. Кога знаеме дека денеската технологија оди еден чекор понапред секогаш кога се набавува опрема, истата може доживува е правена така да може да доживее надгледба. А вие лесно да ја уништите. При тоа,
енорен голем број случаеви во државата се случаи каде што луѓе молева за помош, а некој со удар на 3 прста уништил 10 милиона. Не сакам да влегувам внатре што се случува во МВР, колку време не е, како не е купена опрема на редовните полицајци, кондори, панталони, да не зборам, да не кажам маките ги 7 години, 8 години, панталони не можеа да дадат, а некој 10 милиона ги фрлил по ветер. Пазете, 10 милиона, секој им час остваруваат, Бога ми стварно остваруваат. Толку пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали веќе имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен. Да. Евака, овие криминалците од власт се разбегаат по глутви и бараат место каде да се скријат. И таа дупка ја бараат во основниот Скопје, во јавното обвинителство, меѓутоа и таму веќе нема место, па мора да ги испраќаат во шутка. Ја мислам дека и од тие дупки ќе почнат да испаѓаат и сите ќе бидат испратени во шутка. Фала многу и пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Единствената посета на Собраниската комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање, што се случи во октомври минатата година, била во време кога двете опреми за прислушување веќе биле уништени. Но членовите на комисијата не само што не стигнале воопшто да направат увид, туку не им било одговорено на барањата да ја добијат потребната документација за опремите. Неговиот претходникот на Хари Локвенец, кој е председател на комисијата за надзор, пак Тито Петковски вели дека и кога тој беше начело на оваа комисија, на секаков можен начин бил попречуван со членовите да извршат увид во работењето на Управата за безбедност и контраразузнавање. Никогаш не добивме дозвола за било каков парламентарен надзор врз работењето и врз опремата на управата. Вели Петковски и самиот тој факт упатуваше на сомнеж дека има незаконски дејствија. Сепак, додава тој, иако опремата е уништена, доказите не можат да се прикријат. За утре е закажана седница на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање, на која ќе се разгледува работењето за 2015 година, во кој период и била уништена опремата, па со тоа се очекува да биде отворено и ова прашање. Председателот Локвенец изјави за 24 вести дека има потврда од Накје Чулев и Љупчо Андоновски, директори на двете институции, дека ќе присуствуваат на седницата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до 24 и до целата екипа. Благодарам, поздрав и до вас од нас. Јас сум еден од тие луѓе кои што предвидуваат пред време, да ви кажам право, што ќе се случи и како ќе се случи. Ајде, да слушнеме. Јас слушав вчера кога дискутирав, знаев денески дека до 12 часот ќе мине изрекување на првиот притвор од мерка притвор, така. Судот кој се одваже, пазете сега после толку критики и од страни структури, амбасадори, дипломати и така натаму, дојде време кога веќе кај нас проработе свеста и совеста да се спроведуваат законите за кривична и другите постапки. Со тоа што без разлика што не истиот судија не одреде претрес кај господинот началник Груевски, али му одреде притвор 30 дена. Тоа е еден, викаме, милиметар сме напред во погледот на правната држава, кое што треба ние и понатаму да ги овие работи разобличуваме, затоа што кај нас во Македонија во рок од 10 години се унаказени сите закони што постојат во Македонија. Тоа да се разбериме, кој ги познава тие закони, многу убаво ќе му текне и ќе... Што мислите, како понатаму со кризата? Тоа е направено во рок од 10 години. Како понатаму со кризата, што мислите? Со кризата, јас мислам дека, да ви кажам сега, не сум некој човек кој што многу тешко ќе размислували и ќе ви кажам едно. Сега кој ќе почнат да паѓаат овие структури во притвори, во разобличување на сите оние работи, чекајте демонстрации од страна на ВМРО ДПМН. Тоа бидете сигурни. Ово ви кажува човек кој 30 години е штител Македонија, и војник и полицајац и се. Добро. Ви благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме веќе некој друг на линија? Добар ден.
Добар ден, Огнен, да се ме жив и жив. Поздрав и до вас, повелете. Ми прекинува, кога го слушав, ми прекинува звукот. Се надевам дека добро ќе ме слушате. Ние вас добро ве слушаме, јас ке молчам, вие зборувајте. Добро. Падна и првиот официјален притвор. Тоа е почело, викавме едно време. Сега ќе продолжиме понатака. Значи, почна да се растура пирамидата, правена од структурата на ВМРО. И тоа е еден многу мал почеток. Моци им беше тешко на судиите да гласуват гордето. И овој вече го Милеја на Киевски, ама почна. Многу брзо судиите ќе се охрабрат на оваа одлука, затоа што и него му било тешко, верувајте, но јас му верувам на тој човек колку му било тешко за да не се притвори. И наредните притвори кои ќе доаѓаат, ќе им биде тешко на судиите, тие се под страшна пресија. Толку се притиснати во точка кои многу граѓани на Република Македонија, но полека ќе почнат да попуштаат. Јас во еднодавнешна емисија предложив ВМРО да ја почне програмата со Идризово 16. Тие не ме послушаа. Сега им давам последен апел. Прв член во таа програма да стават Идризово 16. Кога го слушав апсењето на Љубе Бошковски, и кога слушав она пип-пип жената, пип-пип мајката, пип-пип децата, сега ќе биде кој на Мјалков пип-пип жената, кој на Груевски пип-пип жената, кој на сите тие пип-пип жените. И не само што ова сакам да кажам, пред колку дена еден гледач рече дека поднеле кофа вазелин, ќе им треба целна цистерна, биди поздравен. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Тоа вака. Добро е што се случи ова. Дефинитивно се скрши мразот со ова работа. Значи, Катица Јанева дефинитивно успеа некој да однеси до насуд и судот веќе да пресуди притвор. Што ќе биде после притвора, не се знам. Дали човекот ќе биде ослободен, дали има тука презумпција на невиност, така да не мора да значи дека ова е свршен чин, меѓутоа добро е што се почна. Вакви случаи ќе има повеќе, ми се чини. Јас не знам кој е тој храбар суд и судија што го направи ова нешто. Не сум толку запознат, меѓутоа сепак е една позитивна работа, еден чекор напред, исчекор. Така да, јас претпоставам дека вакви работи ќе има повеќе и дефинитивно вистината ќе мора да излези на видео и ќе мора тие луѓе да си одговорат за оно што го сторили. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Специјалното јавно обвинителство го сомничи началникот на петтата управа Горан Груевски како организатор на уништувањето на системите со кои било извршено нелегалното прислушување во Министерството за внатрешни работи. Комисијата за надзор пак над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање, иако беше во посета на оваа институција во октомври минатата година, кога опремата била уништена, не успеа да изврши надзор и да ја утврди состојбата, но поранешниот председател Тито Петковски уверува дека и покрај тоа што е уништена опремата, доказите сепак некаде постојат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака само едно ќе кажем. Ќе почнем со слоганот на ВМРО. Има разлика. Добро. Значи ВМРО створи криминал, а Катица Јанева се бори против тој криминал. Секој што се огрешил од правдата и се одговара на свој начин. Према тоа што стори. Толку имам да кажам, напред Катица Јанева, подршка од цела Македонија. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Добро попладне. Добро попладне, Иван, повелете. Мало земе клетва да не се јавувам, ама гледам дека каква е ситуацијава во земјава, ако не се освестиме и ако секој не дај некаков допринос и сугестии и да си кажи маките,
ние одиме во провалија. Така е, затоа сме тука, за да не биде тоа така. Како една фирма. Фирмата е како фамилија. За се што не оди во фамилијата, рифе газдата. Имавме ние случаи кај што работевме, бидејќи јас не сум вчерашен, веќе 70 години. Ако некој требаше да одговара за некој случаи, портирот, магационерот, имам и такви случаи, па това го напушти магационерот жената, па тој нервно поремети се да и директорите, тие раковителите, се знае кој ја води државата, кој се во врвот. Да. Бранко му е дадена тацна на ВМРО власта, овие мислеа дека се во нивни раце и светот го има в раце, забораја на народот и наместо да се прави она што треба, да се работи проекти пред 10 години за послување, ние по 10 години слушаме. Добро, може ли сега да зборуваме за темата? Време да прават. Ало? Да, може ли за темата? Е во врска со темата. Со темата, да. Ќе одговарат тие што не требат. Што не требат. А се знае кој е газдата, кој го држи шестапот во раце, кој е во врвот, тие ќе се извлечат, а ќе настават тие што не требат. Значи, вие мислите дека треба да одговараат оние кои што ги дале наредбите, а не тие кои што ги извршувале дадените наредби? Во се што чини во мојата фамилија чини ако од мене, ако не чини во фамилијата, не чини затоа што не сум јас домаќин и не ја водам домаќински фирмата. Наместо да се работи како што треба, се прави на што не треба и се тера други луѓе, слуги да му бидат и да настрадат невини луѓе. Добро, кој треба овде да одговара во случајот на уништувањето на опремата? Тие што му дадоа налог, тие што се над нив, овие подписали давити под кои услови и под какви моменти тоа го сторија. Добро. Бидејќи едно е што слушавте на телевизија, сосема поинаку стојат работите. Добро. Да. Имајте поздрав, се најубаво. Мислам не дадов некој допринос, не знам каков. Сите даваат свој придонес, господ. Вие се наоѓаме во страшна ситуација. И баби, и жени, и дете, и мали се занимаваме со непотребни рамества и наместо со проекти и перспектива во земјата. Добро, ви благодарам за јавувањето. Перспективата секогаш постои, па дури кога земјата е во правно-политичка криза, а секој граѓанин дава свој придонес на каков и да е начин, макар било тоа преку споделување нешто на социјални мрежи или на телевизија, или пак преку својата работа. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро. Значи секој граѓанин дава свој придонес, дали е тоа позитивен или негативен, тоа е веќе друга приказна. Дали имаме некој друг на линија? Да. Да, ве слушам, повелете. Вака сега, треба да се бара одговорност зошто се уништени доказите. Значи, која има таа одговорност во државата? Ме слушате? Да, ве слушам, зборувајте. Значи, јавниот обвинител Марко Зврвески има одговорност во себе. Зошто од периодот кога се објавени бомбите и кога е дознаено дека има прислушкување, зошто не предел потребни действија да не се уништат доказите? Значи, тој период од месец или два. Зошто со една наредба не зел од судот и да оде во МВР и да го одземе хард дискот или други докази? Многу лесно можел да обезбеде доказ и да се открие сета работа. Значи, треба тој човек да одговара сега. Нареден што треба да одговара Марко Зврвески. Така. Толку. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и за резонацијата по однос на тоа за што зборуваме денеска. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден, Омне. Ве слушам, повелете, добар ден. Овака, едно моје размислување. Ајде. Што мислите, дали вие ова кула од карти би дозволиле лесно така да се сруши? Ако урнете една карта, кулата паѓа. Што мислите? Ако излезе една карта од кулата? Да. Да, ако излезе една, може да се одржи уште малку, но веќе стабилноста заминува, барем од искуството со градењето кули од карти. Мислите дека толку се најме? И мислите дека судијата кој ја донесе оваа пресуда, зошто не даде тогаш претрес во станот на господинот?
Добро. Јас мислам дека се ова пак скриени игри некои. Дека што? Дека се некои скриени игри. Аха, ова што се случува бидејќи не даде претрес, а даде притвор. Да. Добро. А колку карти мислите дека недостасуваат од кулата моментно? Ако воопшто недостасуваат? Многу. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав и убав ден до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден, редовен гледаш Петрески Николчев Кичево. Поздрав до вас, до Кичево, повелете. Благодарам и до сите што следат вашата емисија. Благодарам. Како прво, падна првиот официјален притвор. Каде понатаму со кризата? Кризата е јасна. Значи, ќе паднат уште многу притвори кои од време тоа го заслужуваа. Оние луѓе кои владеа 10 години, кога сите граѓани општо, без дека на која партија припаѓаат, на која припадност, националност, значи се бореа да откријат сите нечесни работи што ни се дешаваа сега. И некој ги прикриваше, а тоа е јавното обвинителство на чело со господинот Шврговски. Со тоа што и сметам дека тоа со законите за гарантирано дека и председателот на јавните обвинители кажа дека нема да ги дадеме делата на господица Катица Јанова на специјалното јавно обвинителство. Јас му порачувам дека ќе ги даде и ќе праша уште колку да даде. Значи никој нема право да попречува службено лице во однос на работата која е истото изгласано од сите четворица лидери на партиите и од надворешните фактори. Значи нема прикривање, ова ќе излезе на дело. Сметам дека веќе конечно народот се преплаши, судиите веќе барем малце имаат доблес да више знаат и ништо ќе ги чека, не може ова да оди вака како што одеше до сега, знае дека и тие ќе имат одговорност ако ги прикриваат сите тие кривични пријави. Значи сепак јас мислам дека конечно судството 80, 70, 80% ќе свати дека има и тие одговорност и дека ќе притворат уште многу лица. Не само господинот Горан Груевски, тука има уште 23 од тие началници, господјата Истра Јанковска, ја мислам дека ја одземен пасошот и во куќен притвор. И уште подобре што за жал не може да комуницира со некој, тоа е многу потешко него да си во затвор. Добре. Значи сепак благодарам на и јас и сите граѓани на Македонија на господјата од специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Можда и јас ќе погрешам некојаш и мене ќе им пресудува, а или и честитам нека си ја брка својата работа. Ако имам одговорност, нека го одлежам затворот. Секој нека си одговара за своето зло. Ве поздравувам и посакувам среќен ден на сите, посебно на 24 вести телевизија која е европска, на сите граѓани на Македонија. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето и за упатените зборови и јас вам ви посакувам убав ден во Кичево. Адвокатите на началникот Горан Груевски го обжалија 30-дневниот притвор кој доцна синоќа го изрече судијата на претходна постапка Јован Лазаревски. Истиот судија што претходно го одби барањето за претрес во домот на Груевски. Рано утрото жалбата ја пратија до Кривичниот суд и специјалното јавно обвинителство. На потеке Кривичниот совет. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Огнен? Да. Види, 24 вести, така? Да, повелете. Сега да ти дадам една сугестија. Ајде. Многу убава е емисијата, значи многу голем гест правите, ама многу кратко. Мора да уредничката комисија таму да направите многу повеќе да бидете во денот. Значи турноси 2-3 во денот. И многу ќе ви допринесете за целата ситуација во Македонија. Ова ви го кажам што многу луѓе што разговарам, значи многу кратко сте на телевизија. Треба да бидете платени, треба да бидете сите организирани. Ова што го водиш ти бато, тоа е голема работа. Поголема работа не може никој да направи. Бил Клинтон не може да направи ова. Значи, стварно те кажувам, ова мора да го направите повеќе кратно у денот. Ако треба 24 сата да правите, најди си другарче, најди си другарка, да го водите, зашто многу битна работа. Граѓаните сакаат да ви кажат, да си го искажат преку вас мислењето. Така. Значи, најозбилно ви го кажувам. Ви благодарам многу. Чао. Ви благодарам многу, поздрав и убав ден за вас. Добро, вака ретко се подзацрвенувам, но кога имате толку едноставно кажана работа, а делува како најголемиот комплимент кој што може да ви го даде човек, јас искрено ви благодарам за тоа, за терминот и за времетрењето. Јас цело време гледам на часовникот каде тоа би можело да се смести, но верувајте, програмата ни е така концепирана да едноставно немаме каде повторно да поставиме термин или пак да продолжиме да трае тоа подолго, но
дефинитивно после толку многу побарувања на дневна основа, ќе треба да седнеме сериозно да размислиме подносно тоа како би го извеле. Денеска завршува март, утре е 1 април. Веројатно од оние кои што ни се редовни гледачи, кои што добро ми ја знаат мојата работа, сигурно ќе очекуваат нешто. Јас сум под знак прашалник дали воопшто утре ќе ја водам јас лично емисијата или некој друг. Но за тоа ќе треба да ни се придружите утре во 16 часот и 15 минути во новото издание на Очи во очи. Пријатно.